Општина Кочани преку проекти успева да ја рехабилитира патната мрежа во општината. Се градат неколку локални патни правци, а деновиве во полн ек се и работите на реконструкцијата на делницата од влезот во Кочани, за чија изградба градоначалникот Радко Димитровски истакнува. Оваа клучка влезот во Кочани не беше влезена во програмата и не беше ставена во овие активности кои што беа, меѓутоа благодарение на разбирањето кое што го имавме од страна на Министерството за транспорт и врски, посебно од јавното предпријатие, ние ја реализираме ова инвестиција. Тоа е инвестиција во вредност од 8,5 милиони денари, должина од 1200 метри асфалтирање комплетно и целокупна хоризонтална сигнализација, што значи дека ја подобруваме целокупната слика за влезот на градот Кочани. Разговаравме и за другите и локални проекти кои што ги имаме заеднички, а поготово за оние кои што се поврзани за целосната инфраструктура на истокот, бидејќи сепак Штип и Кочани се центар на Источна Македонија. Очекувам дека оваа соработка и со Министерството, односно со владата на Република Македонија ќе продолжи понатаму, што ќе резултира долго најавуваниот пат, експресен пат Штип-Кочани, дека ќе отпочне во наредната година, ќе се распише сега до крајот на годината и дека ќе имаме рехабилитација на патот од Кочани до Пониква. Изјавата на градоначалникот Димитровски за рехабилитација на патниот правец од Кочани до рекреативниот центар Пониква во кочанската и пошироката јавност одекна со одобрување, посебно ако се има во предвид дека Пониква со содржините во неа представува навистина интересна туристичка дестинација за голем број на туристи. Кон ова и најавата на министерот за финансии Ставревски дека за наредната 2016 година во буџетот се влезени и финансиски средства за повеќе содржини на спортско-рекреативниот центар Пониква, за изградба на ски лифтови и жичари, пред се за развој на зимскиот ски центар Пониква.